Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе решаваме задачи, односно прашања од генетска анализа, поточно од монохибридно вкрстување. Сега да започнеме, значи со првото прашање. При вкрстување на пченица без и пченица со осилки, значи имаме две пченици, значи имаме пченица која едната има осилки, осилки се всушност како едни кои штрчат на листовите. Значи имаме пченица која има осилки, вака ќе направиме и пченица која нема осилки. Да прикажеме каква пченица ќе се добие во F1 и во F2 генерација. Значи каква пченица ќе се добие во F1 и во F2 генерација. При што својството без осилки се наследува доминантно, значи да нема осилки се наследува доминантно, додека својството со осилки се наследува рецесивно. Сега, ако вкрстиме пченица без и пченица со осилки во F2 генерација, се добиени 936 растенија. И сега не прашува за работи под А и под Б. Ајде првим да одговориме под А. Колку од тие растенија фенотипски се со осилки, а колку се без осилки? И ајде да видиме како тоа би се одвивало. Имаме првично парентерална генерација, П, и сега првим пишуваме женското. Значи не е важно кој е женско, кој ќе биде машко, дали тоа со или без. И прво ќе направиме таа без осилки, значи ќе бележиме како хомозигот АА. И ќе вкрстиме со хетерозигот, односно со хомозигот за рецесивни, со мали А, кој има осилки. Сега во F1 генерација ќе се добијат, сите ќе бидат всушност хетерозиготи, значи сите ќе бидат хетерозиготи. И ова можеме да го направиме едноставно, нели, со табела. Ќе ставиме вака две мали А, тука две големи А. И ако пополниме табелата, така ќе се добие А на секое поле. Така, и тука ќе биде тоа, и тука, и тука. Односно ќе имаме 100% хетерозиготи. Сега, во F2 да видиме што ќе добиеме. Значи F2. Сега претходно само да спомнам дека во F1, бидејќи се хетерозиготи, всушност фенотипски ќе се изрази својството кое се наследува доминантно, што е без осилки, значи ќе немаат осилки. Без осилки. А сега да видиме што се случува во F2. F2, ако вкрстиме, значи еден хетерозигот со уште еден хетерозигот, значи овако вкрстиме со уште еден хетерозигот, фенотипски ќе добиеме прераспределување 3:1. Односно ќе добиеме еден хомозигот за доминантни, значи ќе добиеме два хетерозиготи и еден хомозигот за рецесивни. И ова можеме да го докажеме ако направиме исто панетова мрежа, значи ќе направиме А големо, А мало, А големо, А мало, ќе повлечеме линии, така. И овдека ова ќе биде АА, ова ќе биде А големо, А мало, ова ќе биде А големо, А мало, и овдека ќе бидат две мали. Односно ќе добиеме фенотипски 3:1, додека генотипски е 1:2:1. Сега, видовме дека без осилки, фенотипски е доминантно. Тоа ни кажува дека овие 3, односно 3/4, бидејќи виде се 3 од сите 4, така, значи ова е 3/4 или пак тоа е исто со 75%. Фенотипски се без осилки, значи без осилки, додека ова што останува, значи 1/4, ова 1/4 или тоа е исто со 25% се со осилки. Сега како ова 3/4, 1/4, со 75 и 25% би се одразило на овие 936 растенија кои ги имавме. Значи 936 можеме едноставно да го поделиме на 4, значи можеме да го поделиме на 4, тоа е еднакво 234. И сега кај имавме 3/4 кои беа без осилки, значи ова е 1/4, ова се што го добивме, така, и сега треба да го, всушност, ако ова е 1/4, нас ни треба 3/4,
Значи ова треба да го помножиме по 3 и кога ќе помножиме 3 по 3, значи 234 помножено по 3 е еднакво на 702. Што е 702? И ни остануваат, со зелена боја да бележиме, 234 кои се со осилки, а овие овдека горе беа без осилки. И тоа е решението. Така, под А. Значи под А ни се бараше колку ќе бидат со осилки, а колку ќе бидат без осилки. Значи решението е 702 ќе бидат без осилки, а 234 ќе бидат со осилки. Бидејќи 234 е 1/4, така, значи 234 е 1/4, додека 702 е всушност 3/4 од вкупниот број на кој сме ги добиле во F2. Сега под Б не прашува колку од растенијата кои се без осилки, значи од овие 702, така, од овие 702 растенија без осилки, колку од нив се хомозиготни, а колку се хетерозиготни. Сега, всушност, ако се навратиме на почетокот, не баш на почетокот, значи овдека каде што добивме, каде се поделува четка, каде што добивме колку всушност се добиваат, како е прераспределбата на фенотиповите во F2, нели имавме 3 спрема 1, од тие 3 всушност беа 702 растенија. Сега 702 всушност можеме да го поделиме на 3, бидејќи ова сепак беа 3/4 од вкупниот број. Значи ова ќе го поделиме со 3 и всушност ќе добиеме 234, така, 234. Сега 1/3 од тие 702, значи, дека повторно, значи имавме хомозиготи, така, и имавме хетерозиготи кои беа две вакви. Односно, 2/3 се хетерозиготи, 1/3 се хомозиготи. Или ова можеме и да го представиме во проценти, 66 со 33%. Но не е битно. Тоа значи дека 702 го делиме со 3 добиваме 234. Сега 234 можеме да го помножиме по 2, значи ќе помножиме по 2 и ќе добиеме, тоа е 468 единки, а исто 234 помножено по 1, така помножено по 1 заради оваа 1/3, но не мора вака се комплицира, се гледа колку е, тоа е 234. Значи под Б, кај што не прашува колку од растенијата без осилки се хомозиготни, а колку се хетерозиготни, одговорот е дека 468 се хетерозиготни, така, значи 468 се, вака ќе бележиме, хетерозиготни, а 234 се хомозиготни. И тоа е решението на првата задача. Иако во парентералната генерација всушност може да се земе, бидејќи ние овдека во парентералната генерација, овдека ќе се навратам, значи овдека зборам, рековме дека имаме, мислам, тој што е со рецесивни, мора да е хомозигот за рецесивни, додека другиот може и да е хетерозигот, бидејќи не ни е кажана нас генска конституција, кажано ни е фенотипското, значи овдека можеме да имаме хетерозигот. Значи ова ако би го презапишале, може да биде женското да биде хетерозигот и машкото да си биде хомозигот за рецесивните. Но тој пример не засега, значи ќе го користиме само првиот. Значи тој што до сега го објаснував. Добро, значи да разгледаме втората задача. Која вака гласи? Значи при вкрстување на црни свињи од родот црни свињи мајки од родот Беркшир, што црно ќе обележиме вака со сива боја, бидејќи нормално црна не би работела, бидејќи сме црна позадина. Ако некој се прашува зашто користам црна позадина, едноставно е за да не ве болат очи, бидејќи белото не е добро цело време да се гледа на бела позадина, а и за мене ми смета. Додека со бел вепар од родот Ландрас. Значи бел вепар од родот Ландрас. И ова белото било машкото, значи тоа е машкото, дека сивото се женските. И во F1 генерација, значи во F1 генерација, ако земе со некоја друга боја, се добиле 46 бели, 46 бели и 39 црни. И 46 ќе бележиме како бели и 39 црни. Прасиња.
сега дали вепарот татко е чиста линија од родот Ландрас и каков е неговиот генотип во случај да е добиено вакво потомство во ефен генерација. Сега кога го гледаме потомство, иако бидејќи го гледаме фенотипски, бидејќи не кажам само бојата, можеме да заклучиме дека приближно соодносот е 1:1. Така. И сега да видиме кои всушност генски конституции ни даваат фенотипски однос 1:1 во ефен генерација. И сега ова без разлика бело-сиво, не е важно. Ако имавме една единка која беше хомозигот за доминантни, и бидејќи таа има одредено фенотипско својство, речеме бела или нема врска боја, треба да вкрстиме со некоја друга единка која фенотипски е различна. Ако фенотипски е различна, таа не може да биде хетерозигот, бидејќи ако втората единка беше хетерозигот, ќе беше иста како првата фенотипски, така што тоа не отпаѓа. Таа мора да е хомозигот за рецесивни, при што во F1 генерација ќе се добија сите единки ќе беа хетерозиготи. Значи не баш да има однос 1:1, сите ќе беа исти. Така фенотипски ќе беа хетерозиготи и генотипски сите ќе беа фенотипски ќе беа сите исти, генотипски сите ќе беа хетерозиготи. Со тоа што оваа комбинација отпаѓа. Сега ние за да добиеме фенотипски однос 1:1, можеме да употребиме всушност дека еден хетерозигот, ако ставивме хетерозигот, у F1 генерација ќе добивавме или ќе беа хомозиготи за доминантни, или ќе се добива хетерозиготи. Така и ова ќе беше генотипски однос 1:1. Ама фенотипски ќе имаше само еден фенотип, така ќе беа иста боја. Така и доминантните хомозиготи, ќе земам повеќе бои. Значи доминантните хомозиготи и хетерозиготите ќе беа фенотипски исти. Така што единствениот сооднос кој ни дава фенотипски 1:1 е да едната единка е хомозигот за рецесивни, а другата единка да е хетерозигот. И при тоа генерацијата што се добива во F1 генерација е исто, по 50% се хетерозиготи, 50% се хомозиготи за рецесивни. И ова можеме да го провериме едноставно како ќе ставиме во панетова мрежа, така ќе повлечеме линии, овие овдека ќе бидат на и многу лесно се гледа дека 50% така се хетерозиготи, 50% се хомозиготи за рецесивниот. Значи, единствената комбинација која ни дава фенотипски однос 1:1, тој што ни беше понуден, така 39:46, единствената конституција е да едниот родител е хомозигот за рецесивни, додека другиот родител е хетерозигот. Сега нас не прашува дали таткото е тој што е со бела боја е чиста линија, односно дали тој е хомозигот за рецесивни. Сега тоа всушност не можеле да го знаеме, бидејќи може и во двете комбинации. Можда мајката вака ќе земам со сива боја, можда мајката е хомозигот за рецесивните, а таткото е всушност хетерозигот, па повторно се добива 1:1, што ни кажува дека таткото не е чиста линија, но најчесто белата боја се пренесува рецесивно, иако не ни е наведено задачата дека белата боја се пренесува рецесивно. Белата боја најчесто се пренесува рецесивно, така што таткото е хомозигот за рецесивни, а мајката во тој случај мора да е хетерозигот со цел во F1 генерација, како што рековме, да се добие фенотипски однос 1:1, бели спрема сиви, односно спрема црни. Така што таткото најверојатно е чиста линија. По договор земавме дека белата боја се пренесува доминантно рецесивно. И сега вака гласи, кај кокошки генотипот за обраснати нозе е доминантен над генот за голи нозе. Значи вака, обраснати е доминантен, значи ќе бележиме со голема буква, додека голи е рецесивен. Вака ќе направиме. Тој е рецесивен. Сега родителите со познат фенотип, значи се знае фенотипот дали се обраснати или се голи, а непознат генотип го дале следното потомство. Сега во првиот случај, да речеме дека ќе решаваме под А, така, значи во првиот случај мајката и таткото се двајцата се обраснати. Сега ако се обраснати, тоа значи дека мора да имаат барем едно А. Така, сега или двајцата се доминантни хомозиготи, така, или пак едниот е хетерозигот
другиот е хомозигот или двајцата се хетерозиготи. Че овие се единствените комбинации овдека, само што може да бидат и обратно. Сега како ќе знаеме кој е кој е? Па едноставно кажано кој е потомството кое го добиле. Значи ова е парентералната генерација. И сега во F1 генерацијата потомството фенотипски е 3:1. И сега да видиме која конституција во првата генерација ќе ја даде фенотипски однос 3:1. Да го запишеме ова по средено да биде. Значи P и сега едноставно ќе пробуваме сите комбинации. Сега ќе изјавам црвена и сина боја, зашто така е подобро. Значи имаме мајката. И сега ќе речеме дека мајката е хомозигот. Да речеме дека е вака. Додека таткото, и сега ќе направиме крос. Таткото ќе речеме дека е хетерозигот. И сега да видиме што ќе се дојде во првата парентерална генерација. Но претходно треба обично по правило се напишат гаметите. Значи овдека имаме А. Значи вака имаме А. А овдека имаме гамети големо А и мало А. И сега во првата генерација ќе се добие ако направиме панетова мрежа. Значи вака ќе направиме панетовата мрежа. Сори, ајде. Значи од горната страна се пишуваат гаметите на таткото, од страна се пишуваат гаметите на мајката. И ако направиме мрежа, овдека ќе биде, нели? Едноставно во овој случај сите 4 единки, значи сите 4 имаат фенотипски изглед на обраснати нозе, бидејќи сите имаат барем едно големо А. Така, значи сите ќе имаат фенотипски изглед на обраснати нозе, значи не е ова решението. Значи ќе избришаме се. Значи од тоа не е решението. Ајде сега ќе пробаме другачие. Сега ќе пробаме мајката да е хетерозигот и таткото да е хетерозигот. Значи овдека гаметите ќе бидат големо А, мало А. И тука ќе бидат големо А и мало А. Сега кога направиме исто F1 генерација и ги подредиме, да речеме овие се од таткото, овие се од мајката и ги поставиме вака на мрежа, ќе добиеме, нели, следнава комбинација. И овдека, во овој случај, 3 од единките, значи овие 3, ќе имаат фенотипски обраснати нозе, а ова една единка ќе има фенотипски голи нозе. Значи ова е решението. Двата родители, во првиот случај под А, се хетерозиготи. Така. Ајде да разгледаме сега под Б. Под Б мајката е со обраснати, додека таткото е со голи нозе. Значи овака. Ако сега ајде напишеме парентерална, мајката и овдека ќе го направиме таткото. Сега мајката е со обраснати нозе, што кога е обраснати може значи да биде или хомозигот или пак може да биде хетерозигот. Додека таткото бидејќи е со голи, он 100% е хомозигот за рецесивни. Сега од каде да знаеме која е мајката? Едноставно кажано ние дека во потомството во F1 генерација односот кој ќе се добие треба да биде 1:1. Сега за да биде 1:1 не може да биде мајката хомозигот, бидејќи во тој случај добиваме само хетерозиготи. Значи кој имаме хомозигот со хомозигот, кои се доминантни рецесиви, се добиваат 100% хетерозиготи, така да не е тој односот, така да мајката мора да биде хетерозигот. Така, значи мајката мора да биде хетерозигот и таткото е хомозигот за рецесивни. Додека ќе ставиме X, ќе ги бележиме гаметите, значи за мајката е големо А и мало А, додека за таткото е само мало А. И сега ќе направиме панетова мрежа во првата генерација, добиваме, ева ќе ја направиме, да биде официјално, да не избориме само на памет. Ова ќе биде големо А со мало, ова ќе биде вака,
И што добиваме во овој случај? Добиваме дека 50% се со обраснати нозе, 50% се со голи нозе. Така, значи односот е 1:1. Значи тоа е решението под Б. Сега да видиме под В. Под В ни се бара, ни кажува дека мајката е со обраснати, таткото е со голи и дека сите единки, 70 единки, ни се со обраснати. И да видиме тоа како ќе би било. Значи повторно имаме парентерална генерација и сега ни кажува дека мајката е со обраснати, значи мајката повторно како што рековме може да биде или хомозигот или хетерозигот, а таткото бидејќи е со голи мора да биде хомозигот за рецесивни. Сега ни кажува дека во првата генерација 100%, односно сите 70 единки се со фенотип со обраснати нозе. Сега во минатиот случај видовме дека ако мајката беше хетерозигот, ќе се добиваше 1:1, односно 50:50. Значи во овој случај мајката мора да е хомозигот за доминантни, таткото е нормално хомозигот за рецесивни, и кога ќе се направи F1 генерација, ај пред да направиме камети, и дека мало а, кога ќе се направи F1 генерација, се добива 100% хетерозиготи. А хетерозиготите фенотипски, бидејќи имаат едно големо А, се со обраснати. Што баш тоа ни се бараше у задача, значи ова е решението. Ајде да решиме и четвртата задача. Кај човек се среќава фиброза на жлезда која се наследува рецесивно и овој човек ќе видиме дека понатаму дека е всушност машко. Значи кај маж има фиброза на жлезда која се наследува рецесивно. Сега тој сака да се ожени со здрава жена, но стравува дека би можело да се јават, дека може да се јави заболувањето кај неговите деца. И се открива дека во последните 3 поколенија кај жената се нема појавено тоа заболување и калф е советот за него. Сега он, бидејќи има заболувањето, тоа е рецесивно, хомозиготно, а жената е здрава, односно фенотипски е здрава. Сега таа би можела да биде хомозигот за доминантни или пак може би е хетерозигот. Сега во задачата гласи дека во последните 3 поколенија се нема појавено тоа заболување, но бидејќи се работи кај луѓе, ова не ни помага стварно. А зошто не ни помага? Значи, да речеме, имаме прво поколение и ќе кажеме дека прават по 2 деца секое поколение. Тука има втора генерација и дека секојато ја прават по 2 деца. Особено за ни се олесни работата, тие може ќе имаат едно дете или повеќе дете. Да речеме тука трета генерација. И сега жената е едно од овие. Да речеме дека ова вдека. Таа со која сакам да се ожени, така? И сега таа е здрава. И сега никаде на ова семено стебло не се јавило тоа заболување. Ова да беше сега со растенија, одма ќе знаевме дека може да се мажи бидејќи жената е всушност хомозигот за доминантни, но кај луѓе не е толку очигледно. Значи ова ако беше кај растенија, едноставно нема шанса дека ако во првата генерација, да речеме во првата генерација, ако имало првиот да бил хомозигот за доминантни, вториот да бил хетерозигот, некаде овдека во ова стебло ќе искочел еден, барем една единка, бидејќи ќе имаше многу, немаше да има само по 2 единки, нели овдека имаме 2 единки, па секоја генерација само дава само 2 единки. Кај растенија ако дадава многу единки, нема шанса во ниту една генерација да не се појави ниту еден каде што ќе се изрази хомозиготно рецесивно. Бидејќи во старт сме имале еден рецесивен алел. Така со тек на генерациите барем кај една единка ќе се изрази. Сега кај луѓе, да речеме, иако почетната комбинација ни била хомозигот за доминантни хетерозигот, за секое наредно дете веројатноста е посебна, така да речеме при оваа комбинација може да се јават само 50% ќе бидат хомозиготи, така 50% ќе бидат хетерозиготи. Ама има шанса и двете деца да се хетерозиготи, а има шанса и двете деца кои ќе се добијат хомозиготи.
Ај ќе земеме дека едното дете било хомозигот, другото било хетерозигот. Сега тие треба да се спарат со некоја си единка и ако рачунаме дека и личностите со кои се спариле, да речеме овдека, сега може да се спари со некој кој го има заболувањето, сега тоа не знам дали ќе се рачуна дека се јавило во поколението, бидејќи тоа не е од истата лоза, него ова е некое си друго стебло, така од други родители кои го има заболувањето, но да речеме дека и од другите лози, тие кои учествувале во вкрстувањето и тие го немале. И да речеме дека овдека ќе биде хетерозигот, не знам зашо ако Г го направив, и овдека да речеме дека ќе биде хетерозигот. Сега во наредните поколенија, повторно има шанса да се јават, например овдека, од оваа фамилија, има шанса да се јават и хомозиготи за доминантни, и хетерозиготи и хомозиготи за рецесивни. Но бидејќи не се јавила последната опција, тоа значи дека се јавиле една од првите две. А може и која било да се јавила и кај двете единки. Може и двете единки да се хомозиготи за доминантни. Не знаеме. Може да се двете единки хетерозиготи. Не ни врши никаква разлика, така е дека ставиме двете да се хетерозиготи, дека има најголеми шанси тоа да е. А овдека ќе ставиме двете единки да се хомозиготи за доминантни. Значи тоа ни укажува дека жената може да е хомозигот, може да е хетерозигот. Бидејќи сепак се работи за луѓе. Сега како што спомнав, да беше за растенија, ќе беше многу лесно. Ке знаевме 100% дека жената е хомозигот за доминантни, но бидејќи се работи за луѓе, жената може и да е хетерозигот. Така што ако мажов кој е хомозигот, значи вака ќе го направиме, ако мажот кој е хомозигот за рецесивни и жената се потрефи дека е хомозигот за доминантни, 100% така ќе бидат хетерозиготи, односно ќе бидат здрави децата фенотипски. Но ако жената се потрефи да е хетерозигот, тогаш ќе има 25% шанса да се здрави, односно да е хетерозиготи, односно 50% и 50% да се рецесивни хомозиготи, односно да се болни. Така што советот е, најверојатно е хомозигот за доминантни, но може и да е хетерозигот. И тоа беше четвртата задача. Добро, ајде да решиме уште една задача. Значи, задача гласи вака, дека во хуманата популација генот за пигментирани очи, кој ќе го обележиме со кафена боја, генот за пигментирани очи е доминантен над генот за сини очи. Ако е доминантен, тоа што тој за сини очи е рецесивен, значи имаме ген за сини очи и тој е рецесивен. И се наследува, како што вика во поголемен број случаи, се наследува многу едноставно. Сега кај брачен пар, во кој мажот е со светла боја на очи, значи овде ова е мажот, жената со пигментирани очи, значи жената имаме пигментирани очи, така ќе бележиме со црвена боја. Првото дете е со сина боја на очи, да се одреди генската конституција на родителите и да се извее вкрстувањето и се одреди која е веројатноста неното второ дете да има пигментирани очи. Значи, ај вака да направиме. Имаме парентерална генерација, каде што имаме мајка, односно ајде ќе започнеме со таткото. Значи имаме татко кој има сини очи, значи он е хомозигот, рецесивен, додека мајката викаме дека има пигментирани очи. И она сега може да има генска конституција, дали да биде хомозигот за доминантни или може да биде хетерозигот. Сега до сега видовте, така не пишуваме. Најлесен начин е да се пробува со двете комбинации, да се види што ќе се добие, но знаеме дека ако мајката беше хомозигот за доминантни, 100% од F1 популацијата, од F1 плодот, ќе беше со хетерозигот, така ќе беше хетерозигот, и односно сите ќе имаа кафени очи. Така да не можеше да се роди дете кој ќе имаше сини очи. Што значи дека мајката мора да е хетерозигот. Така, значи ако тоа го внесеме, тогаш кај мајката ќе направиме хетерозигот, ќе направиме кросинг и запишеме гаметите, значи овдека е големо А, мало А, додека за таткото ќе биде само мало А.
Сега да видиме што ќе се добива при првата генерација. F1. И ако направиме панетова мрежа, ајде ќе ја направиме да биде по-лесно. Тука ќе биде таткото. И сега ќе направиме ова се добива овдека. И како што можеме да видиме 50-50 се шансите дека ќе се роди дете кое ќе има кафени очи, значи кафени очи, или дете кое ќе има сини очи. Сега некој може вака на прв поглед да рече, па веќе нели се родило едно дете вака со сини очи, така да сега шансија се 66% спрема 33%, така. Но не работи така, бидејќи кај луѓето не се раѓаат, добро, може да се родат повеќе деца од еднаш, но секое дете се е независна комбинација. Сега кога знаеме генска конституција на мајката, дознавме дека е хетерозигот, татко знаевме дека е хомозигот за рецесивни. Знаеме дека секое дете е 50-50% шанса. Така, значи не може првото дете било вака, така второто дете ќе биде некоја си друга комбинација, него истата шанса, дека во овој случај 50-50, односно 1 спрема 1. И тоа важи за секое дете, значи за секое наредно дете. Има шанса да се родат 10 поред и сите 10 да бидат со сини очи. Али ако би гледале статистички 50-50 се шансите. Ајде да решиме уште една задача. Значи способноста за наложно свивање на јазикот се наследува доминантно. Значи ако имаме наложно свивање на јазикот, тоа се наследува доминантно. Наспроти неспособноста за наложно свивање, која ќе обележиме со равна црта, која се наследува хомозиготно рецесивно. Сега имаме три деца, значи Јана, Бојан и Мартин, кои имаат способност за наложно свивање на јазикот, исто како нивниот татко. Значи одма знаеме дека таткото мора да биде или хомозигот за доминантни, или мора да биде хетерозигот. Така, и сега гласи дека нејата мајка е хомозигот за рецесивни гени. Значи знаеме сега дека посо треба вака да биде. Мајката е хомозигот за рецесивни и да се покаже која е можната генска конституција на таткото. Сега одма знаеме дека или едно од овие две, но важното задача е да покажеме која е веројатноста да биде една од двете комбинации. Значи можната генска конституција која е било од овие две, пак ќе се добие еднакво сличен резултат, но да видиме кои се шансите. Значи парентералната генерација знаеме дека мајката е хомозигот за рецесивни. И сега да вкрстиме првичен случај каде што таткото ќе биде хомозигот за доминантни. Ако ги вкрстиме и сега ќе напишеме гаметите. Значи тука имаме мало а и тука имаме големо а, ако го гледаме првиот случај. И во F1 генерацијата ќе се добија 100% хетерозиготи. Така, значи ова ќе беше 100% хетерозиготи, каде што сите всушност ќе можеа да го свиваат јазикот. И ова е, например, било точно, нели, во задача гласи дека сите три деца може да го свиваат јазикот, така. Но не мора да значи дека тоа е единственото решение. Иако во овој случај 100% од децата да, тоа би го можеле. Исто, ако би го земеле и вториот случај, значи, ајде да земеме вака, сега со виолето, всушност истото одгоре, само вториот случај го разгледуваме. Мајката нели повторно е само со една гамета, таткото во вториот случај би бил со две гамети. Така, сега можните конституции во F1 се всушност 50% да бидат хетерозиготи, а 50% да бидат хомозиготи за рецесив. Сега во овој случај 50% би можеле да го свијат јазикот, а 50% не би можеле да го свијат јазикот. Значи тоа значи дека таткото може да е или хетерозигот или хомозигот. Сега ако беше хомозигот, значи ако гледаме горниот случај, ево ќе земеме бела боја, ако беше хомозигот, тогашка поголеми се шансите дека сите деца ќе може да го свијат јазикот, но иако е хетерозигот, иако беше хетерозигот, повторно има шанса сите три деца да бидат хетерозиготи, така и да може да го свијат јазикот. Сега тоа
бидејќи како што рековме, за секое дете што ќе се роди, шансата ќе биде 50%. Така да можно е да се родат 3 деца, кои сите 3 ќе бидат хетерозиготи и ќе може да го свијат јазикот. Значи генската конституција, одговорот на ова прашање би било генската конституција така може да биде или хомозигот за доминантни или хетерозигот за доминантни, ама поверојатно е да е хомозигот за доминантни. Ајде да решиме уште една задача од монохибридно. Значи фенотипски нормални родители добиваат дете заболено од фенилкетонурија, што е всушност недобар метаболизам на фенилаланин, амилоксилината се излачува повеќе преку мочка, да направи голем проблем во организмот, особено ментални. За цел да се проследи трансмисијата на рецесивниот алел или да се утврди денова мутација, пробале да направи херидограм, со тоа што ги земале родителите на детето и ајде, ќе направиме мајка, ова нека биде татко, и им внеле, инјектирале фенилаланин, значи ќе направиме КФ. Сега, поентата е, бидејќи они се фенотипски здрави, не би требало ништо да се случи, едноставно тој ќе се метаболизира, но приметиле дека за се задржале повисоки концентрација фенилаланин наспрема контролата била со некој што се знае сигурно дека биле здрави родители, така. Значи, контролата се внелува двајца родители кои што во семејството никош не имало фенилкетонурија, значи еден нив им внеле фенилаланин, кај нив не се покачило толку, значи останало на некоја си средна вредност нивото на фенилаланин. Така да, од тоа заклучуваме дека родителите, детето за кое станува збор, се всушност хетерозиготи. Значи хетерозиготи. Они се фенотипски нормални, но сепак имаат нецелосен, или како да го искажам, нецелосно добар метаболизам на фенилаланин. Сега, спрема ова, можеме да заклучиме дека они кога се, ако направиме хибридизација, така, помеѓу овие двајца родители, ќе добиеме ваква планетова мрежа. Дали, каде што овде ќе биде нормално, тука ќе биде исто фенотипски нормално и овдека. Значи ова е детето е овдека се наоѓа. Тоа што го имале, бидејќи детето имало фенилкетонурија, носело два рецесивни алели. Сега шансите дека тоа што се бара во задачата е да одредиме генска конституција на родителите, значи одредивме, тоа е ова. И добро обраложување на веројатност ова заболување да се појави кај следните деца. Значи, бидејќи се работи кај човек, секогаш има 25% шанса да се јави. Иако се јавило, например се јавило кај едно дете и сега некој може да си рече, добро се јавило, сега нема шанса да се јави, бидејќи сите три опции што стануваат други се фенотипски здрави, но поентата е кај човек секој пат кога се раѓа дете исти процент на шанса да се јави, значи 25%, бидејќи двата родители се хетерозиготи. Ајде да решиме уште една задача, значи тука ќе биде запишена и сега задача гласи: дедото и бабата по мајка и дедото по татко и мајката имаат сини очи. Значи имаме мајката, имаме таткото од мајка, имаме мајката од мајка, односно бабата. Исто имаме како беше таткото, дедото по татко. Така, дедото по татко. Сите овие имаат сини очи. Значи дедото, односно таткото има сини очи, таткото на мајката, мајката на мајката и самата мајка има сини очи, додека таткото, мајката на таткото и синот, бидејќи овдека овие нели имаат син, и овдека синот имаат темни очи, ќе бележиме тоа со кафена боја, значи имаат темни очи. Сега, поентата е да се одреди генска конституција на сите членови во семејството. Сега да почнеме со тие кои е познато. Значи, сите кои имаат сини очи, знаеме дека имаат рецесивни алели, така ова ќе биде рецесивни, дедото ќе има рецесивни, мајката ќе има рецесивни алели, тука дедото од страната на таткото исто ќе има рецесивни. Сега бидејќи бабата од кај страната на таткото има темни очи, тоа значи дека или е хомозигот или е хетерозигот.
Али без разлика што е, таткото мора да биде хетерозигот. Зашто мајката и да е хомозигот, значи или да беше две големи А, или да беше големо А и мало А, таткото, бидејќи фенотипски има кафени очи, мора да е хетерозигот. И во двата случаи. Нели, ако направевме првиот случај, ако го направевме, ако мајката беше доминантен хомозигот, ќе имавме 100% хетерозиготи. Ако го направевме вториот случај, каде што мајката е хетерозигот, тогашка ќе имавме 50% хетерозиготи и 50% хомозиготи за рецесивниот. Ама бидејќи таткото има кафени, таткото мора да е, значи во секој случај да е хетерозигот. Сега, ако тој е хетерозигот и мајката е хомозигот за рецесивниот, детето има кафеави, така да и детето мора да е хетерозигот. Бидејќи нели, ако ги вкрстиме мајката и таткото, ќе добиеме следно. Да земеме, значи таткото ако би бил хетерозигот, мајката се требаш обратно, ги направам, нема врска. Хомозигот, ќе се добиеше следното. Односно 50-50 ќе беше шансата, ама бидејќи детето има кафени очи, он мора да е едно од овие. Бидејќи тие фенотипски даваат кафени очи. И затоа детето е хетерозигот. Сега не знаеме само што е бабата. Значи бабата може да е или хомозигот или хетерозигот и во двата случаи може да се добие крајниот резултат. Нели, поголеми се шансите да е хомозигот за доминантни алели. Имаме тука уште еден проблем, значи кај глувци генот YY, значи мало рецесивно, дава сиво обојување, значи имаме сиво обојување, додека генот кој е хетерозигот, значи големо Y со мало Y, дава жолто обојување, значи дава жолто обојување, а YY, значи големо, доминантен хомозигот, го умртвува организмот. Сега прашањето е, пода, какво потомство може да се очекува при вкрстување на жолт со сив глушец? Ајде да видиме. Значи, парентерална генерација. И да речеме дека женското ќе биде жолтиот глушец. Значи, ќе имаме големо Y со мало Y. Спрема машкото ќе биде сивиот глушец, кој ќе биде со два хомозигот за рецесивни. Гаметите во овој случај ќе бидат големо Y и мало Y, и кај машкото ќе биде само мало Y. Во F1 генерација, сега да видиме што ќе се добие, тоа што ни се бара пода, ако направиме панетова мрежа, што тоа би било нели вака. Големо Y, мало Y, мало Y, мало Y, повлечеме линии, и ќе биде големо Y, мало Y, вака. Односно се добиваат 50-50 однос. Така, 50-50, каде што 50% ќе бидат жолти, а 50% ќе бидат сиви. Ајде сега да го видиме под Б прашањето. Под Б прашува какво потомство би било ако двајцата би биле жолти. Така, ако двата се жолти, тогаш сега не пишуваме пак П, значи правилно е да се пишува П, гаметите и F1. Но ние во овој случај, ако двата се жолти, знаеме дека двата ќе бидат хетерозиготи, така ќе земеме големо Y, мало Y, големо Y, мало Y, ќе направиме панетова мрежа и ќе ги споиме. И овдека двете рецесивни. Значи ќе се добие фенотипски однос 3:1, добро, само нема да биде 3:1, бидејќи оваа генска конституција од доминантен хомозигот ќе изумре. Така, овие што се хетерозиготите ќе имаат жолта боја, а овој што е еден хомозигот за рецесивни ќе има сива боја. Значи одговорот би бил дека ќе се добие еден сив стаорец, дека ќе се добијат два жолти, односно во однос 1:2, значи тој ако роди 6 стаорци, нели 1:2,
Тоа 6 ќе одделиме со 3, односно ќе биде 2:4. Значи ќе имаше 2 сиви и 4 жолти. Така ќе беа 4 жолти, а ќе беа 2 сиви. Ама односот ќе беше 1:2, значи тоа е важното. Добро, например, во примерот со 6 ќе умреа, ќе умреше 1 или 2, значи, ама односот, као што реков, ќе биде 1:2, сиви наспрема жолти. И под В не прашува од кое е вкрстување и зашто е реално се очекува поголем број на единки од потомството. Значи тоа е под В. И едноставно најдобро е вкрстувањето двата родители да бидат со рецесивни Y, бидејќи потомството во F1 генерација сите ќе бидат рецесивни Y и така тоа ќе се пренесува, а тие имаат сиво крзно и немаат никаква шанса дека ќе се јави доминантен хомозигот кој ќе изумре, така, бидејќи воопшто нема ниту еден доминантен алел. Например, ако беше хетерозигот, например, ова дека да беше голем Y, можда во оваа генерација нема да се јави, ама понатаму има поголем ризик некој од единките да изумрат. Нели, да се јави хомозигот за доминантни. Има поголема шанса ако едниот од родителите беше хетерозигот. Така да најдобро е да се вкрстуваат два хомозиготи кои се рецесивни за таа дадена карактеристика. Значи имаме сега нова задача, кај кучињата тврдото оштро крзно се наследува доминантно над мекото, значи доминантно е тврдо крзно, кога ќе направиме како бодликаво, додека рецесивно се пренесува мазното крзно. Е сега мекото. Е сега кај родителска двојка, кучиња со тврдо крзно, значи родителите, паренталната генерација, мајката и таткото имале тврдо крзно, значи двајцата или биле хомозиготи или биле хетерозиготи. Така истото важи и за таткото. Или бил хомозигот за доминантни или хетерозигот. Е сега во првата генерација, F1, се добиени 6 кучиња, каде што сите имале тврдо крзно. Значи сите што се добиле, биле хомозиготи, така, или биле хетерозиготи. Е сега ние треба да одредиме дали родителите се хомозиготни или се хетерозиготни. Односно, општо да ги видиме сите можни комбинации и што тие ќе ни дадат. Најчесто за секој од овие прашања кога се решава треба да се разгледаат сите можни комбинации и да се каже која е најверојатна. Е сега ова можеме да го разгледаме, може да се случи всушност на три начина. Значи имаме мајка, основа ќе бележиме со знакот за женско и татко. Е сега може всушност да ги организираме на три начина, наизменично дали лево или десно, каде што може или двајцата да се хомозиготи, така може или двајцата да се хомозиготи, без разлика дали е мајката или таткото овдека, добро, во овој случај не е ни важно, но во наредниот или едниот да е хомозигот, а другиот да е хетерозигот, и овдека сега не е важно, значи може и мајката е хетерозигот, таткото да е хомозигот, важни се комбинациите само, или пак двајцата да се хетерозиготи. Значи всушност имаме, ако ви ги броеле целосно, имаме една комбинација, имаме две комбинации и овдека исто имаме две комбинации, нели, или кај што може всушност да бидат обратно поставени. И тоа всушност прави 4 комбинации, само се лошо ги направив, не знам зашо вака. Значи имаме една комбинација, овдека исто имаме една комбинација, овдека имаме две комбинации, од се на се 4 комбинации. Да всушност за нашите практични причини можеме да рачунаме дека се 3 комбинации. Бидејќи не го рачунаме ова дека може да дали мајката биде хомозигот или таткото биде хомозигот и обратно. И сега да ги разгледаме секој случај поединечно. Ако го имавме првиот случај, тогашка 100% од кучињата ќе беа хомозиготи доминантни, што соодветствува нели со тоа што сме го добиле, бидејќи сите имале тврдо крзно, а тоа се наследуваше доминантно. Така, значи ќе имавме 100% ќе беа хомозиготи доминантни. Ако имавме доминантен хомозигот со хетерозигот, тогаш ќе имавме, значи во оваа ситуација, ќе имавме 50% ќе беа хомозиготи доминантни, 50% ќе беа хетерозиготи, но фенотипски повторно ќе беа 100% со тврдо крзно, оштро крзно. Е сега во последна комбинација, ако двајца да беа хетерозиготи, тогашка
првична генерација што ќе се добиеше, 75% фенотипски ќе беа со оштро крзно, додека 25% ќе беа со меко крзно. Сега, ние дека у првата генерација, као што видовме овдека, нели, во задачата, во првата генерација имавме 6 кучиња кои сите беа со оштро крзно, односно сите биле или хомозиготи или хетерозиготи. Најверојатно е родителите да биле едно од овие две конституции кои ги разгледавме. Или двајца да се хомозигот доминантни, или едниот да е хомозигот, другиот хетерозигот, бидејќи се добива 100%. Сега, може и со овие 75%, всушност, сите 6 кучиња да влегле внатре во овие 75%, но шансите за тоа се многу малку веројатни. Така да најверојатно не е таа опција, најверојатно е една од овие две. Значи, две, односно три, нели, ако рачунаме дека може обратно да е мајката да е хетерозигот, таткото да е хомозигот, но всушност биле овие две опции, што даваат 100% фенотипски оштро крзно. Значи, последна задача за монохибридно гласи: кучиња од родот ирски сетер понекогаш се раѓаат слепи, својство кое е детерминирано од рецесивни гени. Значи, слепи е рецесивно. Доминантниот алел условува нормален развиток на очи, значи нормално е доминантно. Не, и тоа се подразбира. Од двата родители со нормален фенотип во неколку последователни раѓања добиено е следното распаѓање на својствата. Сега по да е дека се добиле 5 кучиња сите слепи. Сега, бидејќи знаеме дека родителите фенотипски се здрави, така имаме два родители, имаме женското и го имаме машкото. И сега знаеме дека фенотипски се здрави, така да или се доминантни хомозиготи, или пак се хетерозиготи. Така, може да бидат и хетерозиготи. Дали двајцата, или пак едниот може да е хомозигот, другиот може да е хетерозигот. Сега, ако беше првиот случај, да речеме дека е првиот случај, во првиот случај нема шанса да се јави слепо потомство во F1 генерацијата, така имаме F1 генерација. Не може да се јави слепо потомство, бидејќи слепо потомство има два рецесивни гена. Бидејќи сите ќе бидат хомозиготи, така за доминантни, така нема да има слепи. Значи тој случај отпаѓа. Не е тој решението. Ако го разгледаме третиот случај, без разлика кој е хомозигот, кој е хетерозигот, исто фенотипски 100% ќе бидат нормални, значи нема да има слепи. Бидејќи барем ќе има еден доминантен алел во секој можен генотип. Сега единствена опција што ни остана е двајцата родители да се хетерозиготи. И ако двајцата се хетерозиготи, тоа ќе има 25% шанса дека ќе се јави хомозигот за рецесивни. Ја да видиме тоа всушност како е, ако направиме F1 генерација. Значи ова веќе решавме многу задачи, најверојатно треба да ви е познато, но нели јабе. Полечеме линии и ќе направиме пането мрежа. И како што може да видиме, 25% ќе бидат слепи, додека другите фенотипски ќе бидат нормални. Сега во вистински случај математиката не работи баш 25%, иако решението задача е 25% по да, бидејќи иако за секое раѓање, односно тоа 6 кучиња или колку беа 5 кучиња се раѓаат од еднаш, шансата на 25% да се одрази врз сите 5 кучиња е многу мала. Едноставно, ако замислете си го како да речеме имаме вака како полиња и треба да ставиме, дали ќе ставиме некоја паричка лево или на десната страна, така. Сега да речеме дека 50-50% е шансата и секој наредно ставање на ова паричка или кругов ја што ќе го нацртам, не зависи од минатото. Така. Сега вие например предпоставите си како би ги наредил. Значи за секој ред имам 50% шанса например да го ставам дали лево или десно. Ова е прв ред, ова е втор ред, трети ред, четврти ред. Така. И секој наредно ставање не зависи од минатото. Сега ако ставам например тука,
да речеме да, 50-50 на која било страна. Ама сега, например, на наредното, може да ќе биде тука. И тоа е окей. Ама кои се шансите да на секое да биде од истата страна? Значи, не се 50-50. Например, овдека ако се 50% шанса да е овдека, на наредното, иако е 50-50 ако гледаш независно овој систем, значи овој систем ако гледаш независно, да, 50-50 е шансата да биде дали од левата или од десната страна. Но ако го гледаш као систем со минатото, тогаш кој има, сега карикирам, но има да речеме 25% шанса да е тука, а 75% шанса да е на другото. И после кога идеме на третото ниво, и ако го гледаме цело тоа како еден систем, шансата да биде на десната страна, повторно, по трети пат, е например 12%. 12,5. Така да ако вие три би ги гледале како систем, би рекле шансата да три пати независно се погоди на десната страна ова плавово кругче што го цртав е 12,5%. Не би рекле дека е 50% шансата да се погоди во сите три на истото на десната страна. И со ова сакам да насочам дека иако е 25%, кога го гледаме како еден систем, ако го гледаме како цело, за секој наредно процентот би бил многу помал, но тоа не го пресметуваме, зашто тоа веќе е доста посложена математика. Добро, сега да го разгледаме случајот под Б. Значи случајот под Б е дека 4 кученца вкупно, каде што 3 се нормални и едно слепо. Значи фенотипски односот ни е 3:1. И од кој ни е 3:1, знаеме дека е всушност исто како во минатиот случај. Во минатиот случај видовме дека родителите кога се двата хетерозиготи се добива однос 3:1. Така овие 3, дека сега ако ќе бележам виолетово, се фенотипски здрави, само ова во жолтото е фенотипски слепо. Така да и решението под Б ќе биде дека двајца родители се хетерозиготи. Така е таа мајката и да го направиме и таткото е хетерозигот, за да се добие фенотипски однос 3:1 во првото потомство. И третиот случај под В, каде што вели дека сите кученца се со нормално развиени очи. Сега, за сите да се со нормално развиени очи, барем едниот родител мора да има генска конституција која ќе биде со два доминантни алели, односно да е хомозигот. Усвари, всушност не мора. Ова би било слично како и минатиот пример, каде што да, може да се двајцата, значи мајката и таткото да се хомозиготи, така, кои ќе бидат за доминантни и 100% ќе бидат здрави, фенотипски, од сите кучиња. Но исто може да е едниот да е хетерозигот, другиот да е хомозигот за доминантни, и исто може 100% ќе бидат здрави, така, фенотипски. Но исто и во случајот каде што двајцата се хетерозиготи, може 75% од кучињата да бидат фенотипски здрави. Сега можда баш сите 5 кои се родиле, нели во случајот под В, дека се родиле 5 кучиња, сите 5 кучиња спаѓаат во овие 75%. Така да во случај да би се роделе уште таму не знам 3 или колку би му дошло, тие 3 или сега би скочил некој не цел број, затоа не го рачунам, тие 3 би спаѓале во 25% кои би биле слепи. Така што може да е секоја комбинација. Секоја комбинација кај што родителите се фенотипски здрави, а секоја комбинација кај што родителите се фенотипски здрави се сите овие, што ги направивме. Најверојатни нормално се првата и втората, каде што имаме 100% шанса дека сите единки во потомството ќе бидат фенотипски здрави, но не би ја одрекол и последната опција. Добро, тоа беше се за решавањето задачи за монохибридно вкрстување. Се надам дека имате подобро разбирање сега. И тоа беше се за ова видео, ќе се видиме во наредното видео. Дојдување.